Фолклорната идентитетска приказна трае, изјави најпознатиот македонски фолклорист Иван Кутев на денешното предавање на УГД. Има соберно илјадници песни, поговорки со, да не кажам 50-60 илјади, со зборови. Има соберено огромен материјал, има време, верувам дека ќе не следе некој, ќе се најде. Јас не смеам да бидам песимист, бидејќи овој народ создал големи луѓе, многу поголеми од колку што сме ние, кои што ни служат и ден денеска за пример и ние ги следиме секој во својата фела. Јас како фолклорист, некој како мајстор, некој како занечија и така натаму. Значи, нашиот народ има огромни творички можности. Да, само на кратко, велите ќе се најде некој. Па најверојатно студентите позади вас се тајни. Да, тие се тука, нека се живи и здрави, да не следат. Верувам дека ќе се најдат. У тоа мноштво ќе се издвојат некој што ќе го продолжи ова што го работиме ние денеска. Токму овој потенцијал што го има УГД со своите студенти е доволно фолклорното богатство да опстане. Мене ми е исклучително важно моите студенти да го засведочат делото на Иван Котев, заради тоа што ние имаме современ, жив фолклорист, кој во своите веќе позни години се уште активно работи на терен и се уште ги вади, јас ги нарекувам фолклорни артефакти. Тоа е се што имаме ние во нашата духовното богатство, во нашата почва. Приказни, песни, легенди, преданија, поговорки, пословици, клетви, благослови, кажувања. Тоа е огромното богатство на македонскиот фолклор, кој што Иван со неверојатен ентузијазам го ископува, го запишува, го дешифрира и потоа го објавува во книга. Знаете, кога студентите учат од книгите, од стручната литература, тие добиваат една слика. Меѓутоа, кога ќе видат како теренски се вади фолклорот од почвата и што тој фолклор значи за нашата македонска идентитетска приказна, тогаш навистина нивните хоризонти се прошируваат. Слично мислење дели и професорот Горанчо Ангелов од Музичката академија при Штипскиот универзитет. Ако нема млади изучувачи, пренесувачи и практикувачи на оно што се вика музичка традиција и инструментална традиција, сосема логично дека со текот на време во одреден период оваа традиција може да исчезне. Ние се трудиме и на Музичката академија, нашите студенти ги изучуваат инструментите и пењето и играњето, меѓутоа покрај овие елементи од нашата традиција, тие регистрираат и други појави. И морам само што ова да го кажам, дека многу истражувачи или фолклористи истражувале одредена тема, меѓутоа покрај таа тема потфатили нешто друго што не е во нивниот домен, не е нивен интерес, меѓутоа тие материјали потоа се разбира објавени потоа, навистина за секој иден истражувач се од големо значење, затоа што некаде на некое место, во некоја куќа или во некое село или во градот, во некој регион, е забележано нешто што можеби ние кои потесно се интересираме за тоа, никогаш нема да го забележиме. Со звуците на гајдата, но и предавањето на споменатите професори, студентите одблиску денеска се запознаа што овој дел од Македонија има како непроценливо богато фолклорно богатство.